не дозволивме платите да станат одвоени од реалниот раст на минималната плата. Токму затоа, денеска платите растат секогаш кога расте минималната плата. Тоа е факт. Тогаш поднесовме над 40 амандмани. Еден од тие суштински амандмани беше токму предлогот на ССМ, минималната плата и понатаму да биде дел од пресметката, со што линеарно би се зголемиле и другите примања. Ние и сега сме доследни. Затоа прашањето денеска е едноставно. Зошто се премолчува што се случуваше во 2024 година? Зошто Трендафилов денеска не го кажува тоа? Зошто не се кажува дека токму со заедничка акција го заштитивме принципот минималната плата да стане основа за пресметка на останатите плати? Ние тогаш не дозволивме на брзина, со европско знаменце и скратена постапка да се протне решение што ќе ги чини работниците. Денеска, како власт, продолжуваме да го почитуваме истиот принцип, системски, институционално и со јасни правила. Разликата е очигледна. Кога сме во опозиција спречуваме штета, кога сме на власт обезбедуваме системски раст.